Уште одамна, откако останува како самохран родител на 3 малолетни деца, на Даниела Сребреновска од Злетово и започнува тежок живот полн со несигурност, болести, безпарица, солзи и неизвестност за новиот ден. Со години живее во домот на родителите каде ги расте своите деца. Мајка и која и беше најсилна поддршка од неодамна е почината, а сега за таа и децата да не гладуваат и да имаат топол дом и храна, таа улога ја превзема незиниот татко кој често е во планина за да обезбеди дрва за огрев, но и хуманите поединци од тој регион кои се трудат да му обезбедат храна, облека и училишен прибор на ова семејство. Но болестите не ги поштедуваат ниту неа, ниту незините деца. Даниела поради сите проблеми и нарушено здравје зема боледување од работа, а поголемиот син, Дејвид, има аутизам, епилепсија и веќе толку нарушен вид што ако наскоро не му биде изведена итна операција на очите во Скопје, му се заканува и губење на видот. За таа операција на Даниела и се потребни 3500 евра кои самата не може да ги обезбеди. Со слаб вид и кревко здравје е и незината ќерка Меланија, на која исто така и е потребна посебна нега. Само малиот Ѓорги е тој што ја превзема улогата на маж во куќата, па иако има само 12 години, тој се грижи за сите домашни работи. Иако потајно сите сакаат нови детски соби, компјутери и мобилни телефони, овие мали ангелчиња се подготвени да се откажат од се, само Дејвид да продолжи да гледа со очите. Неволите, препреките и проблемите на крајот не зајакнуваат. Но за да дојде до тоа скалило на Даниела во моментов потребни сме и сите, а најмногу на малиот Дејвид, чиј вид и здравствена состојба зависат само од нашата помош и хуманоста која ќе му ја покажеме. Има во Злетово Даниела Сребреновска, ќе го стави срцето на дланка. Самохрана мајка која што има 3 деца, од кои едното е со посебни потреби, двете се со уштетен вид и тешко се снаоѓа сите овие години. Поддршка нема од никој освен од хуманите луѓе. Да. Даниела, колку години живееш вака? 9. 9 години си самохрана мајка? Да. Ова е куќа на твоите родители? Да, на моите родители. До неудамна имаше жива мајка која што ти беше поддршка и ти помагаше. Да. Од тогаш навака Тешко. е уште потешка. Потешко, да. Што се случува со твоите деца? На која возраст се децата? Меланија е на 8, Дејвид е на 14, а Ѓорги е на 13 години. Меланија односно е предишна операција и СДА пред 2 години и сега е подобро нели, ама мора се носи научари. А за Дејвид треба сега да се прави операција за 3 недели. Што има дијагноза Девид? Што е со неговиот Рабизам и оштетен вид. уштетен вид? Да. Каде е закажана операцијата? У Европска очна болница, у Скопје. И колку средства се потребни? 3500 евра. 3500 евра. Да. И на кој начин се бориш да ги собереш парите? Ако си сметам, сега ме отворија број на Телеком, на еден SMS ми. И од сума не луѓе се ќе помогна. Иначе нема од аде. И ја не сум на работа. На болување сум. Медија ми работа и мога да шилци, осага терапија сега физикална. А зошто сега се натажи? И што ми? Зошто? Ти е жал за децата? Борам се колку може, мама. Тоа е. А што им фали на децата, освен, со здравјето што имаат проблем со видот? Ништо не им фали. Девид, Да, Дејвид, аутизам имам. Оде ме роди. Тоа е, нема што да правам. освен што има уштетен вид, тој е со аутистичен спектар. Да. Има и епилепсија. Девид, Ама само на Бога напади нема сега.
Mielissä suu se ei prima. On alis niin paljon. Ei saa mä se puolessa. Umoj sam. Во летен период понекогаш сакаш како и другите деца да ги испратиш на летување. Ни се обраќаш уште пред неколку години да се соберат средства за да можеш да го испратиш во камп детето. Да. Но сега поради операцијата која што следи, ја собра храброста и јавно да излезеш да побараш помош од народот. Moraf. А не можам. На друг начин. А како го поминувате денот тука сама со трите деца? Кога одиш на работа, кој се грижи за нив? Татко ми. Не се грижи за нив. Твоја татко. Да. Ги чува? Да. И Барем. много ги сака. Но веројатно и тој нема финансиска моќ за... Нема. Он плати сметки по дома на нами. Толку е. Дејвид, Меланија и Ѓорги се трите деца на Даниела, кои што нормално како и сите дечиња си имаат своји потреби, своји желби. Сигурно Ѓорги, кој одделение си ќе ми кажеш? Осмо, ја тето. Ти си трето, а сигурно имате некои желби. Ѓорги, ти што најмногу сакаш? Сигурно сакаш детска соба во која што убаво ќе се чувствуваш и ќе се играш и ќе Да. учиш. Да. Каква соба Да. сакаш да имаш? Може ја? Каква, Меланија? Јас сакам играчки пуно и костки пуно и пиштоли со вода, што се прска. Да, тоа сакам. За да си играш со нив? Со кого си играш најмногу, со браќата? Со Ѓорги? Со Ѓорги со Девид. Со нив двајца си играш, така? А Ѓорги, ти? Сигурно и ти сакаш. Да. Ти си малку поголем за играчки, но сигурно ти требаат некои други работи за во училиште. Да. Што ти е потребно? Ранец, кутиче, молив, бојци, фломастери. Ранец немаш, И ја, ама сигурно е поустар. да. И сега приоритет се парите за операцијата на Дејвид и не сакаш сигурно мајка ти да ја оптеретуваш со тоа, така? Да. Мамо не плаче. Сигурно. Не плаче. Се секираш кога плаче мајка ти? Да. Често плаче? Да. Зошто плаче, Злато? Оти сака да се оправи Девид и да нема Да не биде болен, да гледа убаво? да, Сигурно и тебе тоа ти е најголемата желба. да. Ѓорги, ти? Ајде Исто. кажуј. Исто. Што е исто? Сакам се оправи Девид. Сакаш брат ти да биде здрав? Да. Тешко ти е што живеете вака? Да. Зошто? Што ти е најтешко кога е Дејвид во прашање? Тешко ми е што носам на чај, сакам да се оправи. А и ти, Злато, носиш научари? Да. Сигурно твоите браќа посакуваат и ти да бидеш здрава и да гледаш убаво. Да. Да. Им помагаш ли на братчето и на... Да, јас си помагам. Јас му помагам на Девид за домашното и на Ѓорги за домашното. На двајцата им помагаш? Да. Иако си најмала. Да. Им кажуваш како да учат? Да. А ти, Ѓорги, што им покажуваш? Што им покажуваш ти, Злато? Домашното. И ти им покажуваш за домашното? И на мене помага Ѓорги. Ја јам за домашно малута ќе пишувам и он ќе им помага. Бидејќи нели живеете со мајка ви, сигурно ти како здраво момче сакаш да ја помагаш на мајка ти да не биде толку оптеретена. Да. Што помагаш околу домашните работи? Па скоро се. Што, например?
Еве се греете на дрва. Помагаш ли да се донесат дрва? Да. Друго? Па, Кога треба нешто да се купи, да се набави, да, идам. одиш во продавница? Да. А што ти е најтешко? Зошто си некако тажен? Што ти е најтешко? Што те мачи? За операцијата на бат. Парите. Да. Зошто? Се плашиш да не ги соберете, да не го изгуби видот или од што се плашиш? За видео. Да не го изгуби. Може сак ја? На затоа ние дојдовме сега, за да ги замолиме сите кои што имаат да ви помогнат. Тогаш нема ли да бидеш волку загрижен? Не. Само заради операцијата ли си толку загрижен? Да. Секи биде полесно кога ќе се оперира Девид, така? А сигурно ти си уште младо момче, сакаш своја детска соба. Да. Како сакаш да изгледа таа, откако ќе се среди операцијата на Девид? Отлично, Георги. Лесно сради. Како сакаш да изгледа твојата детска соба, за да бидете После среќни јас. и ти, и Девид, и Мелани? Па, плава боја, кревети 2 што има. И тоа. Сите тројца спиете на една спална? Да. Да. Сакаш да бидете поделени, Да. само со Девид да бидеш во собата? Да. 2 различни кревети, значи. Друго, што да има во собата? Па, телевизор, компјутер. Се што сега младите користат, така? Да. Девид? Кој оделение си, Девид? 7. Не, 8. 8. 8 оделение, добро. Убаво ти е во училиште со другарчињата. Што правиш во училиште кога одиш? Пишувам. Пишуваш и учиш? Да. Да. Како го поминуваш денот со твоите братче и сестриче? Што правите кога ќе дојдете од училиште? Со бечами. Те пресоблекуваат? Да. Добро. И имаш ли сигурно и ти како младо момче имаш желби? Што најмногу сакаш? Што сака Девид? Телевизија. Телевизор сакаш нов? Да. Телевизија да гледаш? Да. А сигурно сакаш и да оздравиш, да бидеш како и другите деца Да. и да гледаш убаво. Да. Сепак пустат хумани луѓе кои што ти помагаат сиве овие години, ако ништо друго, барем да не бидете без оброк. Да. Тука е Рената Николовска, која што овој дел нели е под низина надлежност и ви носи оброци секогаш е тука кога ќе ви затреба помош. Колку долго го знаеш, Рената? Здраво, ова семејство? Здраво, Либера, еве јас повторно со вас. Ова семејство го знам некаде околу 4 години, мислам така. И јас минатиот пат кога бев кај вас во емисија, заборавив да кажам еден многу битен детал, а тоа беше овде во Злетово и Пробиштип, семејствата на кои ние им помагаме, се директно насочени од Лесновскиот манастир кој е овде во непосредна близина и да речеме поточно владиката митрополитот Иларион, кој тој лично ми кажа за ова семејство и владиката исто така месечно, секој месец им плаќаше на ова семејство во продавница, во локална овде продавница, да можете еве Георги да се прехранува кога оди во училиште. Значи исто така и тие многу помагаат да така нели бели пецива нешто Да. секојдневно И ден денес плаќа. и до ден денеска, значи јас исто така во оваа прилика сакам да ги поздравам и да кажам дека и тие се многу вклучени во сите активности кои јас лично ги вршам во овој дел и многу семејства се исто така сугестија токму од нив. Они
тие исто така им помагаат со нивни производи горе што нели произведуваат млеко, млечни производи на сите овие семејства што се во овој крај и така и семејството на Даниела. Месечно во продавницата им плаќаат, да кажеме, одредена сума на пари кои тие нели ќе го потрошат за основни намирници и претежно за Георги кога оди во училиште и за Меланија. Што е потребно сега? Приоритет на целава ситуација во семејството? Меланија. Моментално приоритет на целата на ова семејство на вистина е да се соберат потребните парични средства за операција на Девид. Значи Девид е едно прекрасно детенце кој освен што нели и други болести, аутизам, еве како што кажа Даниела, до скоро имаше и епилепсија и сега на вистина и со видот. Значи тој може да биде сериозно да го изгуби скроз видот ако не му се направи таа операција. Веднаш штом тоа Даниела го побара од нас, ние споделивме на нашата страна, споделивме информација дека е потребно средства, луѓе хумани, ние видовме потоа дека донираа од тие неколку денови. Даниела им обезвиди овие научари сега што ги носат очила, значи тие не можеше ни тие да ги купи во тој период. Значи сега добро, благодарение на хумани луѓе кои веднаш се одзваа на повикот, им купи очила и има дел од средствата што можеби нели се потребни за операцијата, но не се доволно. Значи не се доволно, треба барем уште можеби само многу мал дел, до 500 евра се соберени, околу 3000 евра се потребни за да може да се операцијата на Девид да се изврши, а операцијата е закажана веќе, така да овде нема простор ни за чекање. Кога треба да се изврши? За 3 недели. 2 или 3? 3. За 3 недели. Да. Значи тоа е некаде пред Нова година. Да. Што значи дека треба брзо да се делува и да се соберат средствата. Да. Во спротивно се заканува опасност Девид да го изгуби видот. Да. Што не би сакала. Не. Воопшто не. Овде Да проблем е здраво, сите да се здрави живи. И умолим и се борам за нив. Ја не сум много здрави. Даниела сега пред некое време, пред да се појави нели проблемот со Девид, пред да се да биде, да кажеме, до толку да се нели да дојде до таква интервенција, таа ми испрати извештај од незините болести и дека хитно ја праќаат на физикални терапии, бидејќи има тешки болки, значи јаки болки што не може да издржи, не може да спие. Значи таа работеше до сега, јас тврдам одговорно дека не некој што не сака да работи, но имаше секогаш некои проблеми, подоцна се појавува дали здравствени, дали заради децата што мора да види, значи таа бараше и пола работно време, затоа што еве вие сами можете да утврдите дека дечињата си бараат поголема нега, поголема грижа, повеќе време да поминува со нив. И од тоа причина, значи таа не може моментално да работи. Значи јас тоа го видов дека навистина е потребна помош, а незиниот татко е нели веќе човек во постари години и тој денонокно работи што и да е нешто за да може да ги прехрани, да ги плати основните нели сметки и не може ни тој. Единствена надеж сепак се хуманите луѓе. Затоа и ние еве сега нели решивме ова да го споделиме со вас на срце на дланка, нели да биде јавноста подалеку, пошироко, за да може да и се помогне на Даниела, бидејќи таа не само операцијата на Девид, што е сега приоритет и најважно, ќе има потреба од тековни трошоци, контроли. Цело време Девид го носи на некои контроли во Скопје, на кои јас имам лично увид и на тој начин знам дека навистина парите одат таму. Медицински нели не сум толку стручна, но се гледа убаво во изводите, во пресметките дека навистина се потребни повеќе пари таму каде што оди на контроли. Навистина е голем борец, но и треба поддршка и помош. Да. Се плашиш ли од нешто, Даниела? Не се плашам, само Господа е со мене, се да биде уред. Веројатно ти се децата најважните во животот ти, ќе бидеш тука секогаш за нив. Да.
Уште одамна, откако останува како самохран родител на 3 малолетни деца, на Даниела Сребреновска од Злетово и започнува тежок живот полн со несигурност, болести, безпарица, солзи и неизвестност за новиот ден. Со години живее во домот на родителите каде ги расте своите деца. Мајка и која и беше најсилна поддршка од неодамна е почината, а сега за таа и децата да не гладуваат и да имаат топол дом и храна, таа улога ја превзема незиниот татко кој често е во планина за да обезбеди дрва за огрев, но и хуманите поединци од тој регион кои се трудат да му обезбедат храна, облека и училишен прибор на ова семејство. Но болестите не ги поштедуваат ниту неа, ниту незините деца. Даниела поради сите проблеми и нарушено здравје зема боледување од работа, а поголемиот син, Дејвид, има аутизам, епилепсија и веќе толку нарушен вид што ако наскоро не му биде изведена итна операција на очите во Скопје, му се заканува и губење на видот. За таа операција на Даниела и се потребни 3500 евра кои самата не може да ги обезбеди. Со слаб вид и кревко здравје е и незината ќерка Меланија, на која исто така и е потребна посебна нега. Само малиот Ѓорги е тој што ја превзема улогата на маж во куќата, па иако има само 12 години, тој се грижи за сите домашни работи. Иако потајно сите сакаат нови детски соби, компјутери и мобилни телефони, овие мали ангелчиња се подготвени да се откажат од се, само Дејвид да продолжи да гледа со очите. Неволите, препреките и проблемите на крајот не зајакнуваат. Но за да дојде до тоа скалило на Даниела во моментов потребни сме и сите, а најмногу на малиот Дејвид, чиј вид и здравствена состојба зависат само од нашата помош и хуманоста која ќе му ја покажеме. Обично се смета дека големината и величината на хуманите луѓе е токму во нивната скромност. Денес имам токму таков лик во нагости во хотелот Лимак во Срце на дланка. Верувам дека ќе го задржиме вашето внимание и ќе расчлениме многу семејства на кои што е навистина помогнато, а се жители на општината на која што тој е главен. Господинот Дарко Костовски, мој денешен гостин, граначалник на општината Бутел, веќе цели 3 години. Така е, да. Воопшто сме немале директен контакт, директна комуникација, но индиректно знаете да помогнете на семејства кои што се од социјален ризик, а дел од нив биле и во емисијата Срце на дланка. За почеток само ќе го споменам семејството кое што побуди на вистина голем интерес, а тоа е семејството на Владко, Мирослав и Ангела Давидович. Тие живеа без родители и навистина мислам дека дадовте максимум во сето она кое што требаше таму да се даде, во таа куќа која беше пред распаѓање. И можеби Владко Давидковиќ од скопската населба Радишани немал среќа да биде како и сите останати, но имал среќа заедно со неговите браќа и сестра, барем да биде добро воспитан од родителите, пред тие да ги напуштат за секогаш. Иако добро воспитани сепак тешко минуваат деновите на ова младо семејство без родители. Го посетивме во студениот дом во кој речиси ништо и не функционираше. Во лоши услови и со лош начин на живот, Владко врзуваше ден со ден, но само ден после објавувањето на нивната сторија во Срце на дланка, многу работи почнаа да се менуваат во нивниот живот. Беше студено и беше навистина несредено кога дојдовме да ве посетиме и кога ја раскажавме вашата животна сторија. Да. Но се случија промени во вашиот живот, Владко? Што се случи? Па по емитувањето на нашата емисија на Срце на дланка, добив мислам се јавија доста луѓе. Добивме доста храна, облека, финансиски средства и од општината мислам ни помогна за реновирање на нашиот дом. Стариот патос е исфрлен, како што можете да видите, има плочки, искречено е, вратите се променети на кујната и на купатилото. Кујна еве како што можете да видите има нова. Финансиските средства ќе ги употребиме
Колку добивте финансиски? Доволно ли? Па доволно мислам добивме кои ќе ги употребиме откако ќе заврши со реновирање да го примиме целосно домот. Тоа што фали мислам да се докупи. Вие, откако ги изгубивте родителите, не знаете што е летен одмор, не знаете што е плажа, не знаете што е водна површина и откако привршивте некои работи тука, што одлучивте со Марина? Па со Марина одлучивме да појдеме на одмор, барем едно 5 дена. Така. Каде бевте и како се поминавте? Да, бевме во Дојран, ова значи убаво поминавме, добро беше, во секој случај подобро него од дома. Многу подобро. Секој организам, секој човек заслужува, нели, Да. и едно такво уживање, макар и од 5 дена. Да, И и убаво јас да бев Марина и Мирослав го земавме. Така. Да, И Мити се радуваше. да се радуваше на водата многу. И уште едно многу важно животно прашање се реши по емисијата, а тоа е дека твојот брат Мирослав, кој што е дете со посебни потреби, доби пензија од мајката. И тоа беше институционален проблем кој што се реши благодарение на Срце на дланка. Да. Доби? Што доби? Па доби значи пензија од мајка ми ја наследи, пошто оне мислам дете мислам со таква диагноза што му следува. И плюс доби туѓа нега, Да, што и плюс претходно не ја туѓа добиваше. нега доби што претходно мислам не ја зимаше, не ја добиваше. Тоа ви е дополнително олеснување на вашиот фамилиарен семеен буџет во Да. току помината месецот. Јас мислам би сакал значи да се заблагодарам на емисијата на Срце на дланка, значи ете да кажам мислам и другите луѓе што се како нас значи што имаат како нашата историја да не се срамат да го стават своето срце на дланка и да ја кажат нивната животна историја. Дали тоа го дознавте преку емисијата, ви беше назначено и зошто одлучивте да му помогнете на ова семејство? Да бидам искрен, мислам дека беше преку емисијата. Претходно бев и во тој период збунет зошто не е стигната таа информација до мене, но од таа гледна точка пак е многу пофален збор би кажал сега за вашата емисија, што ете баш мислам дека тој е суштината на незиното постоење да лоцираат такви семејства каде што е потребна помош. Се заангажиравме навистина многу. Да бидам искрен, многу често од акциите кои што и лично ги правам и како општина, а се поврзани со хумани активности и не ги објавувам. Тоа е заради некој мој личен став, но во тој момент навистина беше потребна поголема поддршка бидејќи стануваше збори за руинирана куќа. И решив да го објавам тоа јавно за се со цел да привлечам повеќе одговорни компании кои што ќе помогнат и во случајот беше и така. Навистина направивме една сериозна поддршка и од општината и лично преку одредени хумани луѓе и еден член од фамилијата беше вработен во општина Бутал. Во тој случај навистина помогнавме баш директно. Постојано нешто работите. Тоа можеме да го видиме и на страницата на општината и верувам дека приоритет ви се децата. Обично сакате децата да имаат, бидејќи помагате и правите реновирање на училишта, на градинки, нова градинка има во општината Бутал. Да, една започнавме и ја завршивме, на пролет ќе почне со работа, а втората ја започнавме пред скоро време. Тоа се две нови градинки започнати и завршени за еден мандат, што навистина е нешто што не било видено на територија на општина Бутал во минатото. Младите мораат да бидат приоритет, тоа е можеби една патриотски став кој што го носам со себе од многу поодамна, бидејќи многу е важно да ги измотивирате младите пред се да останат тука, а ќе ги измотивирате ако покажете дека некој се грижи директно за нив. И не само во таа смисла, туку и младите преку спортот се навистина многу поддржани, секако и во целиот образовен процес, и во основните училишта, и во градинките.
Не знам, ете една од мотивациите што ми текна и ја направив заедно со мојот тим, даваме стипендии на сите успешни ученици и најдобрите ученици по класови и најдобрите ученици по генерација. Исто така имаме над 100 млади стипендисти спортисти, мислам дека сме единствената општина на територија на градот Скопје кој што директно помага спортисти, да, покрај клубовите и клубовите ги поддржуваме, но овде имаме над 100 спортисти кои што директно легнуваат пари на нивните сметки. Има и сериозни стипендии кои што, не знам, се 200 евра месечно, кои што многу им значат на спортистите, но и добиваат награди. И добиваат награди, но на што е значајно не се парите пресудни во овој момент, туку битно е да обрнете внимание и они да се почувствуваат дека некои од институциите се грижат за нив и за тоа што го прават. Имаат поддршка. Да, тоа е многу важна работа за мотивирањето, за дали тоа ќе дали станува збор за областа на спортот или областа на науката. Затоа поддржуваме и деца кои што се најдобри ученици и деца кои што се успешни спортисти. Во таа смисла мислам дека сме на прав пат. Но тоа не значи дека треба да се помага само на децата, вие помагате и на веќе одмината возраст луѓе, поточно, ќе го споменам детето од Љубанци, кој има 99 години и кој што исто се емитуваше во Срце на дланка, на кој што навистина многу како општина му помогнавте. Ете, тоа е исто така случај кој што не е објавен од наша страна, е помогнато како и многу други случаи. Искрен да бидам, јас детето го познавам многу поодамна, но нема впечаток дека станува збор за социјален случај. Да, за социјален случај, нити па ми било алармирано од страна на одредени жители, претпоставам затоа што им било незгодно или не можам да сватам баш точно зашто, но после објавата на вашата емисија, која што пак ова минатата што ја споменав е гледав лично, ова не е гледав лично, но ми извести од мојот тим и ми го пратија линкот и веднаш помогнавме без да објавиме во јавноста, затоа што сметав дека просто така треба да биде во тој момент. Затоа и велам, големината на луѓето е во нивната скромност, што ја докажувате и со ваквите примери. Исто имавме еден случај на Бранка од Сирија. Се сеќавате на жената која што и почина сопругот во Сирија, па дојде со болното дете и таа имаше навистина големи зборови, бидејќи помагавте со храна, како општина, бидејќи беше... Јас да бидам искрен, не се сеќавам сега баш на случајот, но супер ако сме помогнале, а да не се сеќавам, бидејќи навистина станува збор за многу голем број на луѓе кои што им помагаме директно. Многу често тоа е и лично од моја страна, од мои пријатели, но многу често и официјално преку општината. Исто така би споменал уште еден момент, значително ги зголемив средствата како градоначалник за еднократна парична помош, каде што влегуваат семејства кои што се во социјален ризик и семејства кои што имаат проблеми со здравствени проблеми, а немаат можност и финансии доволно да го изводат тој пат до крај. Доделуваме околу 2 милиони денари годишно само за вакви случаи во ставката за социјална заштита и во таа смисла некаде околу 100 граѓани годишно добиваат директна финансиска помош откако ќе поднесат барање во општината. Имаме комисија од 5 члена кои што заклучуваат дека е потребно и директно и така и на тој начин помагаме. Така да станува збор за до сега во мандатот околу 300 луѓе кои што навистина директно сме им помогнали и тоа со сериозни финансиски средства кои што навистина им се наоѓаат за да си ги решат своите проблеми. Дали самохраните мајки, родители имаат помош за децата во градинка? За децата во градинка, да, бесплатно е за деца кои што се во социјален ризик. Тоа е голема помош, да се социјализираат тие деца. Ја донесовме уште пред 2 години, ми се чини, на Совета. Исто така влегуваат и многу често, особено јас лично кога забележам дека некое барање е со самохран родител, секако дека има веднаш приоритет. Да. Како што кажав, слаба точка ви се децата. На територијата на општина Бутел се изградија и веќе мислам во завршна фаза се и социјалните станови. Да, сме во директна комуникација со министерот за транспорт и врски господинот Ацо Николовски. Мислам дека се во крајна фаза сите процедури за да почнат да се доделуваат овие станови за семејства со социјален ризик. Мислам дека станува збор за бројка од 300 станови кои што треба да се доделат и навистина станува збор за голема работа. И во таа смисла мислам дека има една веќе одамна установена, мислам 10 години стара постапка која што е перфектна, нема можност за манипулација никаква,
Затоа ги охрабрувам сите луѓе кои што сметаат дека ќе ги исполнат условите кои што ќе бидат јавно објавени, да конкурираат и да бидат сигурни дека ако ги исполнуваат условите дека ќе добијат стан. Имаме ние многу кои што сме ги снимале, ќе бидат допрва снимани, а се од социјален ризик. Условите за аплицирање е да... Има неколку категории, навистина се баш долги за објаснување и не би се дрзнал во оваа прилика сега да објаснувам што точно е приоритет, но знам дека има неколку категории, секако дека ќе бидат јавно објавени и она што можам во овој момент да го истакнам, а ќе го истакнам веднаш од кога ќе се распише конкурсот, ние како општина Бутел ќе објавиме јавно дека сме тука подготвени да помогнеме за собирање на потребната документација. Мојот правен тим и правниот сектор во општината ќе оставам целосно на располагање на граѓаните на општина Бутел доколку имаат потреба да побараат за да имаат целосната документација, бидејќи знаете многу често овие шанси се пропуштаат заради несоодветна документација, заради банална работа поврзана не биде никој уштета на секој да биде задоволен. Во таа смисла сметам дека е навистина многу важна работа. Се навремено ќе биде објавено на мојата страна и на општинската страна. Ќе гледаме да стигне до сите граѓани, а многу граѓани до сега кои што ми пришли имаат идеја да аплицираат, знаат за сето ова, веќе почнавме да правиме и список, има задолжено лице во општината кој што во даден момент ќе ги побара и ќе ги упати во правниот тим од општината да добијат помош. Верувам дека ќе бидат многу насмевки на семејствата и од нашата емисија и на оние кои што не се пријавиле, а го заслужуваат тоа топло огниште. Во овие 3 години давате на една од најстарите општини урбан лик, модерен лик. Направивте и нов плоштад? Да, има нов плоштад. Планирам уште еден поголем нов плоштад. Тоа ќе биде најавено за многу скоро време и навистина можам да кажам дека се чувствувам, иако тој збор не го сакам, се чувствувам горд на тоа што граѓаните на општина Бутел полека постепено забележуваат дека општината буквално директно се менува. Добива еден модерен, урбан лик и тоа е нешто што навистина мене лично ми импонира и ми дава навистина сериозен кураж за понатак. Се градат навистина многу нови катчиња, на секој ќош има постојано подредена некоја новост. Во период од 3 години успеавме да асфалтираме над 100 улици, што била мисовна именка во претходното за една таква динамика на работа. Успеавме да направиме над 5 спортско-рекреативни центри, над 5 спортски терени. Успеаваме да решаваме многу големи клучни проблеми. Успеавме да го изградиме веќе во финална фаза коритото на река Серава, кој што беше најавувано 30 години наназад. Сега најавивме нов парк од 10.000 метри квадратни во населбата Радишани. Исто така за скоро ќе почнеме да градиме и патека кај изградениот кеј на реката Серава за да добие на целосна димензија за рекреирање на сето тоа. Вчера го имавме завршниот состанок со представници од Американската амбасада за исто така ветуван проект од 30 години да донесеме вода за жителите на Љуботин и Љубанци. Значи сите оние проекти кои што беа ветувани со деценија наназад успеавме за еден мандат или да ги завршиме или до крајот на мандатот ќе успееме да ги започнеме, што навистина е нешто што треба да остане како критериум за понатака заработење. Да. Ние во Срце на дланка, освен што разговараме и решаваме проблеми со луѓе кои што се главни на општината, имаме и снимање на терен каде што снимаме семејства кои што тешко живеат во овој момент. Во продолжение, јас ќе предложам да погледнеме како одат работите кај семејствата кои што досега сме ги емитувале во Срце на дланка. Добро утро. Како сте? Здраво. Јас сум Дарко. Како што ни се јавивте телефонски да дојдеме да видиме за куќава ваша, што можеме да помогнеме, донесовме стручни лица. И гледам подовите, не ви се веќе како што треба, ова се е веќе скапано, труло, најверојатно и од водата. Доле има многу примено вода. Ова е горниот спрат, а? Да. Тука моментално спиеме јајата на. Овде спиете? Да. Ова? Затоа што нема дулек простор. Овде многу и цидовите се уништени, имате дупки овде, ви дува навечер. Темелно треба кровот да се менува. Кога ќе го смениме кровот, ова тло, овие зидови се болни, како да кажам, болни, значи наполнети се со вода, трули. Значи и тој кров нов што ќе го направиме ние, тоа се може време
за некое време да попушти. Гревота, значи со овакво дете видов горе дупки од сите страни, значи да спиете во такви услови, ова е навистина жалосно, морам да признам. Да видиме опција доколку би се најде некој плац, нели, без разлика која квадратура, да може нова градба од темели да ја почнеме, да биде тоа така убаво, ќе биде значи екстра за живење, што долги години ќе можете да се радувате и да живеете во таа куќа. Навистина, еве дојдовме стварно и сакаме да ви направиме со сето срце, значи стварно да имате топол дом, да ви биде убаво, удобно, топло. Навистина имате доста помогнато, што ми е драго, што го имате и оној хумана нишка во карактерот и верувам дека уште многу додатно ќе соработуваме и ќе имаме отворена врата за дел од семејствата кои што ќе ги емитуваме во Срце на дланка да им се помогне. Ви се заблагодарам што дојдовте. Ви се заблагодарам и јас на вас и сметам дека како православен христијан хуманоста ја сметам за должност. Да, хуманоста е должност, можеби не се раѓаме со таа карактерна особина, но дефинитивно можеме да ја стекнеме и да ја пренесуваме на нашите генерации. Во благодарам уште еднаш. Благодарам и јас на поканата. Бидете и вие хумани. Бидете емпатични, сакајте се, љубете се, почитувајте се, разбирајте се, бидејќи само тоа може да не направи подобри како општество. Помагајте се за тоа што нашето малку некому може да значи се.